Здраво, денес ќе дам едно мое излагање во кој што ќе кажам дека Фејсбукот не е само социјален медиум, туку е поќе од тоа. Обичниот корисник го гледа само како место за забава, значи може да прикачи некоја слика, толку, или да клаи некој видеојар, ама ако влеземе подлабински во тоа, јас како креатор на дигитални содржини можам да ви кажам дека Фејсбукот е поќе од тоа. Не е само социјален медиум. Значи тој ни представува наша издавачка куќа или наш канал каде што имаме повеќе содржини. Го гледам јас него како блог. Зошто? Бидејќи секој наш статус кој што го пишеме ние може да биде блог, бидејќи даваме некое излагање, даваме некој едукативна содржина со многу факти и така натаму. Ако е долго, е блог. Ако е кратко, со некоја содржина, например некоја мисла што сме напишале или некој поучен цитат, веќе тогаш тоа не е микроблогинг. Од друга страна ни е влог. Зошто ни е влог? Ние ставаме видеа. Тие видеа може да биде долга форма, кратка форма и на тој начин ние го правиме како телевизиски канал. Исто така и оде и како фотоблог. Зошто фотоблог? Ставаме фотки. Значи, ги имаме во албуми. И тука имаме само визуален наратив. Од друга страна, тој како cloud сервис. Значи, имаме тука ние неограничен бекап. Имаме дигитална архива. Значи, сликите што ги ставаме, не мора да ни се јавни, ние можеме да ги бекапираме и приватно. Ќе ги ставиме во private и нема никој да ги гледа. Стварно е така. Од друга страна, тоа е VoIP. Зошто е VoIP? Па преку Messenger ние одиме, правиме аудио повици, видео повици, праќаме пораки, добиваме повици, voice messages и така натаму. Значи, имаме интегрирана комуникација. И тој е повеќе од имот. Тој е наш дигитален, како би имот. Сакав да кажам, значи, тоа е... Па добро, да, имот наш, убаво реков. Кај што ставаме нашата содржина и каде што се искажуваме. Дали било во мала форма на микроблог, блог, видео и така натаму. И линкирање на сите други наши содржини кои што ги имаме наши други медиуми.